Најди го волуменот на телото добиено со ротација на регионот ограничен помеѓу кривите. Y е еднакво на 1 врз x, y е 2 и x е еднакво на 2 околу x оскар. Во оваа задача ќе го употребиме методот на пресеци и дискусија. Најпрво да го видиме кој е ограничениот регион со овие криви. Y е еднакво на 1 врз x е оваа крива тука. Знаеме дека поминува низ 1 низ 2 и 1 половинка, ова е таа точка. И така натака, знаете си. Која е кривата 1 врз x. Y е еднакво на 2 е оваа права тука, додека x е еднакво на 2 е оваа права тука. Регионот кој што се добива, а е ограничен со овие криви, е овај тука. Што ни се бара во задача? Волуменот на телото кој што се добива со ротација на овој регион околу x оскар. Кога изротираме на овој регион околу x оската, ќе добиеме нешто вакво, некое вакво. Тело нас ни се бара волуменот на тоа тело кое што се добива. Ова тело е исечокот или како дел од некоја труба, да речеме, или такво нешто. На такво нешто. Личи? Ајде да видиме како тоа се прави. Да се потсетиме на методот на пресеци. Волуменот на вака добиеното тело се пресметува по оваа формула, но пред да ја примениме, треба неколку работи да бидат исполнети. Да најдеме две функции за кои што ќе важи ова, f од x да биде поголемо од g од x и тие да се негативни. За сите вредности на некој интервал од А до Б, кажавме да се непрекинати функциите треба на тој интервал. Ова се тоа го имате сработено на предавањето, ајде да ги дефинираме. F од x, g од x како и интервалот од А до Б. Најпрво да видиме што од кривите да избереме да биде функцијата f од x. Која функција тука е поголема? Гледаме дека регионот е ограничен со оваа функција и со оваа функција по x. Значи бараме функции по x. Дали ова е функција по x? Не, ова не е функција по x. X е еднакво на 2 не е функција по x. Знаете сите зашто тоа е. Што кривите бараме некаква функција по x. На овој интервал ќе видиме зашто е ова една половинка до 2, функцијата y е еднакво на 2 е секогаш поголема од функцијата 1 врз x. Пат затоа ќе земеме да биде 2, а g од x ќе земеме да биде 1 врз x. Дали се тие негативни функции на овој интервал? Да, се негативни. Дали се непрекинати? Се непрекинати. Дали едната е поголема или еднаква од другата? За било кои вредности од тој интервал? Да. Значи сите услови за примена на овој метод се исполнети. Зашто оваа точка тука? Зашто овој интервал е една половинка? Како тоа да го најдеме? Оваа точка Б има координати x1, y1. Нас ни треба координатата x1 на оваа точка. Координатата x1 ќе ни биде левата граница на интервалот А. Бе, како да ја најдеме таа? Пас видовме и во калкулус 1 со решавање на овај систем. За точката лежи и на y е еднакво на 2. Оттаму одма знаеме дека y е 2. Мора да биде 2. Но истата точка лежи и на кривата 1 врз x. Треба да решиме овај систем. Гледаме дека y е еднакво на 2, y е 1 врз x. Од левата страна имаме во двете рамки y, па ова може да запишеме дека е еднакво на 1 врз x е еднакво на 2, што е еквивалентно со x е еднакво на 1 половина. Па затоа оваа точка тука, x координатата на оваа точка тука е 1 половина. Оттаму следува А е еднакво на 1 половина. Колку е Б? Б е јасно дека е 2. Бидејќи овој регион е ограничен со x е еднакво на 2, односно со оваа права
Sve što preostanува да направиме е да замениме ова формула. Имаме волуменот е еднаков на интеграл од, имаме π, по, рековме f од x е поголемата функција, таа е оваа функција тука, односно функцијата y е еднаква на 2, но треба тоа да оди на квадрат. Минус малата функција на интервалот е 1 врз x, но тоа треба да биде на квадрат и имаме dx. Во граници од 1/2 до 2. Во граници од 1/2 до 2. Кога работаме по овај метод, и ако ротацијата е по x-оската, мора интервалот на интегрирање да го барате кај променливата x, односно да гледате на x-оската кој е интервалот, не да земите ваму нешто. Океј? Продолжуваме понатака. Ова е еднакво на π е константа и може да оди пред интегралот. Интеграл од 1/2 до 2 за границите. Имаме 4 минус 2 на квадрат е 4 минус 1 врз x на квадрат е 1 на квадрат. 1 врз x на квадрат. Имаме тука dx. Преостанува да решиме овој интеграл. Тоа е еднакво на. Го разделуваме интегралот π по интегралот 4 dx во граници 1/2 до 2 минус интеграл од 1 врз x на квадрат, минусот може да биде цена, да знаете тоа, веќе да не го зборуваме, до 2 dx. Да видиме што имаме тука. Ова е еднакво на четворката, исто така е константа 4π, ајде уште еднаш ќе запишеме тоа, по интеграл од dx, па имаме, границите да не ги заборавиме, минус интеграл од 1 врз x на квадрат е x по граници од 1/2 до по граници од 1/2 до 2. Имаме таблични интеграли. Првиот 4π интеграл од dx x по граници од 1/2 до 2 минус интегралот од 1 врз x на квадрат. 1 врз x на квадрат може да го запишеме како x на минус 2, па да го примениме правилото за интегрирање на степен. Тој табличен интеграл тука ќе добиеме минус 1 врз x во граници од 1/2 до 2, или ова е еднакво на 4π x во граници од 1/2 до 2, минус по минус ќе даде плюс 1 врз x во граници од 1/2 до 2. Натака ви оставам сами да ја решите задачата. Најди го волуменот на телото добиено со ротација на криволинискиот трапезоид ограничен со y е еднакво на e на 3x врз квадратен корен од 1 плюс e на 6x, y е еднакво на 0, x е еднакво на 0 и x е еднакво на 1, околу x оската. Знаеме дека регионот кој што ротира околу x оската е криволински трапезоид. Тоа ни е дадено во задачата. Најпрво да го нацртаме тој регион. Функцијата или кривата e на 3x врз квадратен корен од 1 плюс e на 6x е ова тука. Продолжува таа. Продолжува и после ова интервал, но нас од интерес ни е овој регион ограничен со правата x е 0, тоа ни е која? Тоа ни е y-ската видовка, и правата x е еднаква на 1, тоа е оваа права тука, и уште една граница на овој регион е y еднакво на 0, односно x оската. Од интерес ни е овој регион тука. Значи, овој регион ротира околу x оската, се добива некое тело, ево така. Треба да пресметаме волуменот на тоа тело. И во оваа задача ќе го искористиме истиот метод на пресеци дискорфи, како и во претходната задача, но сега ќе искористиме на еден специјален случај на формулата која што преска ја
Kažem, odnosno kreska iskoristimo minatata zadaća. U slučaju ako imamo negativna funkcija koja što rotira okolo, odnosno negativna funkcija i x oskata. Znači ovaj region tuka je ograničen s ova negativna funkcija i s ova negativna funkcija. I pri to ova funkcija je sve koja što govorimo od y je 0. Imamo rotacija na region ograničen s nekoja negativna funkcija i x oskata. U toj slučaju, po prethodната formula, ako stavime g od x da bude 0, reći, u slučaju vtorата funkcija помалата на ovaj интервал e, y е еднакво или f od x, g od x je jednako na 0, će dobijeme ova formula. U slučaju f od x je 1,3x vrs 1 plus 1, 6x. Ajde sve ovo što kažemo da objasnim. Ako stavimo prethodната formula, pi na kvadrat od x minus g od x u slučaju 0, ko dobivаме ovaj specijalен slučaj od formulata za rotaciju na region ograničen su negativni funkciji koji što ispunjavaju određeni uslovi što vidjeli prije. 0 na kvadrat će dati 0, pa će se dobije samo ova formula, odnosno samo ovaj izraz za v. Продължуваме по-нататък. Ясно, трябва да определиме и интервала на интегриране. В случая гледаме дека регионът е ограничен со x е еднакво на 0 и со x е еднакво на 1, па така интервала на интегриране ќе биде од 0 до 1. Ставаме да ја примениме ова формула. V е еднакво на интеграл од π го. Имаме, рековме, функцијата или f od x е на 3x врз квадратен корен од 1 плюс е на 6x. Имаме квадрат тука, dx во граници од 0 до 1. Го решаваме овој интеграл. Имаме π како константа пред интеграл, е на 3x на квадрат, е на 6x, врз броителот, врз именителот на квадрат. Квадратен корен на квадрат, ќе се изгуби коренот и ќе остане само тоа што е под коренот, или само 1 плюс 1, 6x dx. Да не ги забораваме, границите се од 0 до 1. Такви интеграли решаваме доста кога работиме со интегрирање, но па затоа ја знаете и смената која што тука се потребува, ја гледате. Одма имаме t еднакво, се што е во именителот, односно t е еднакво на 1 по e на 6x. Диференцираме од левата и од десната страна, имаме dt е еднакво на 1 на 6, извод од 1 е 0 плюс извод од овој израз тука. Извод од e на 6x е 6 по e на 6x dx. Го изразуваме dx е еднакво на dt врз 6 по e на 6x. Величината да определен интеграл треба да ги смениме и границите по новата промена. Кога x е 0, колко е t? Заменуваме во оваа формула. 1 плюс e на 0, 6 по 0 е 0, 1 плюс e на 0, e на 0 е 1, t е 2. Кога x е еднакво на 1, тогаш те ќе биде e на 6 по 1 е на 6 плюс e 1 плюс e на 6. Овој дел ви е јасен, што бидејќи веќе имаме сработено доста од областа на интегрирање. Продолжуваме понатака. Ја воведуваме оваа смена, се добива π по интеграл од имаме горе e на 6x, 1 плюс e на 6x е t, наместо dx пишуваме dt врз 6e на 6x. Ова се крати со ова, да не ги заборавиме границите сега ги ставаме кога x е 0, t е 2 и кога x е 1, t е 1 плюс 1 6. И почва вака да се запише, плюс 1, исто така. Продолжуваме понатака. Ајде да
запишем акцепацию изразим пи по 2 по e на 6 плюс 1, интегралът останува dt върс t, тоа е еднакво на. Да забележиме дека имаме табличен интеграл кој што ни е ln од апсолутна вредност од t. Пи ln од апсолутна вредност от t по граници од 2 до e на 6 плюс 1. Продолжуваме понатака, само ги заменуваме граници. Имаме пи ln од e на 6 плюс 1 минус e. Това важно е да го средите овој израз, користејќи ги основните операции за логаритмите. Што е ова еднакво, доколку сакате. И уште нешто што може да забележите во оваа задача, дека и овај аргумент тука што е во апсолутната вредност е позитивно врече, па може апсолутната вредност да се состави. Тој аргумент е позитивна вредност, па може да ја изоставите апсолутната вредност.